Сатанизам, символите на сатанизмот. Откривање на сатанизмот, разбирање на верувањата, практиките и символите. Добре дојдовте во нашето длабоко нурнување во светот на сатанизмот. Денес ќе ги истражиме различните форми на сатанизмот, символите поврзани со него, неговите ритуали и културните маркери што ги идентификуваат неговите практики и верувања. Придружете ни се и дознајте повеќе на оваа тема. Накратко, додека Библијата, Куранот и другите религиозни текстови не го опишуваат сатанизмот како модерно движење, тие даваат обширни описи на сатаната, Иблис или слични фигури. Овие текстови го прикажуваат сатаната како искушувач, измамник и противник кој се спротивставува на Бог и се обидува да го доведе човештвото на погрешен пат. Со текот на времето, овие библиски описи влијаеле на културните перцепции за сатаната и придонеле за развој на различни толкувања и движења, вклучувајќи го и современиот сатанизам. Сатанизмот е широк поим кој опфаќа различни религиозни, филозофски и културни движења кои го почитуваат или му се восхитуваат на сатаната или го користат како символ. Може да се подели на различни нишки, при што секоја има различни верувања и практики. Разбирањето на знаците по кои може да се препознае сатанизмот вклучува навлегување во неговите клучни форми, символи, ритуали и културни маркери. Препознатливи знаци и символи. Клучните символи во сатанизмот го вклучуваат превртениот пентаграм, кој го представува отфрлањето на традиционалните духовни вредности и Бафомет, фигура со козја глава што ја символизира рамнотежата на спротивностите. Превртениот крст, иако првично христијански символ, се користи од некои сатанисти да означат противење на христијанството. Видови сатанизам. Теистички сатанизам. Сатанизмот опфаќа различни движења, секое со различни верувања и практики. Теистички сатанизам, оваа форма вклучува верување и обожавање на сатаната како божество. Теистичкиот сатанизам вклучува обожавање на сатаната како божество, со ритуали за повикување на неговата моќ. Практичарите можат да вршат ритуали или магии за да се повикаат на сатаната или други демонски ентитети, барајки духовна или материјална корист што е доста застапена во денешното време. Лавејански сатанизам. Лавејанскиот сатанизам е основан од Антон Лавеј во 1966 година со објавувањето на сатанската Библија и тој го гледа сатаната како символ на индивидуализмот и самоуживањето, промовирајќи рационален личен интерес, и го почитува Луцифер како символ на просветлување и личен раст. Тој го гледа сатаната како символ на човечката природа, индивидуализмот и слободната волја. Сатанистите на Лавеја го слават уживањето во себе, личното зајакнување и ги отфрлаат конвенционалните религиозни доктрини. Луциферизам. Луциферизмот често се преклопува со сатанизмот, но конкретно го почитува Луцифер како носител на просветлување и индивидуална слобода. Тој го нагласува личниот раст, просветлувањето и потрагата по знаење. Други варијанти. Постојат бројни други форми и гранки, секоја со уникатни доктрини и практики, како што е храмот на множеството, кој е изданок на лавејанскиот сатанизам кој се фокусира на самообожавање и духовна еволуција. Препознајте ги сатанските верувања и практики. Символи. Превртен пентаграм, ѕвезда со 5 крака, често обвиткана во круг, со 2 точки свртени нагоре. Често се користи и во теистичкиот и во лавејанскиот сатанизам. Бафомет, символична представа на сатаната често прикажана како фигура со глава на коза. Бафомет е фигура со коза која ја символизира рамнотежата на спротивностите, како маж и жена, и небото и земјата. Овој символ често се користи во сатанистичките ритуали и иконографијата. Превртен крст, иако традиционално е символ на смирението, некои сатанисти го прифатиле како символ на противењето на христијанството. Ритуали и церемонии. Ритуалите многу варираат во сатанизмот. Црната миса вклучува богохулни елементи, кои ја користат теистичките сатанисти за да се подсмеваат на христијанското обожавање и да ги потврдат своите верувања. Сатанистичките ритуали.
Овие можат да варираат во голема мера, но често вклучуваат повикувања и символични гестови за да му оддадат почит на сатаната и да ја канализираат енергијата. Овие ритуали може да се изведуваат соло или во групи. Ритуалите се дизајнирани да ја подобрат личната моќ и да ги исполнат индивидуалните желби. Филозофски и етички ставови. Самоцентрирана етика, акцент на личниот интерес, личното задоволство и автономијата. Оваа филозофија промовира уживање и самозајакнување наспроти аскетизмот и самоодрекувањето. Ова е особено истакнато во лавејанскиот сатанизам, кој ги промовира 9 сатанистички изјави кои даваат приоритет на уживање, витално постоење и одмазда. Антихристијанско чувство. Многу сатанистички групи експлицитно ги отфрлаат христијанските доктрини и вредности, често гледајќи ги како репресивни или лицемерни. Ова противење често се изразува преку символи, ритуали и јавни изјави. Акцент на рационализмот и скептицизмот. Лавејанските сатанисти често се гордеат со нивниот рационален и скептичен пристап кон животот, отфрлајќи ги над природните верувања, како психолошки алатки. Рационализмот и скептицизмот се исто така централни, со акцент за емпириско разбирање и самодоверба. Заедница и присуство. Организациите како црквата на сатаната и сатанскиот храм обезбедуваат структура и заедница за сатанистите, промовирајќи ги нивните идеологии и ангажирајќи се во социјален активизам. Онлайн заедниците играат значајна улога во ширењето на сатанските верувања. Сатанскиот храм е познат по својот активизам, особено во застапувањето за верска слобода и одвојување на црквата од државата. Книжевност и медиуми. Клучните текстови вклучуваат Сатанска Библија од Антон Лавеј, како и разни други списи од современи сатанисти. Медиумското прикажување, музиката, особено блек металот и другите екстремни жанрови и интернет заедниците исто така играат значајна улога во ширењето на сатанските верувања. Последен жив пример е и Евровизијата на која беа прикажани језиви и сатанистички ритуали. Препознавањето на сатанизмот вклучува разбирање на неговите различни форми, символи, ритуали и етички ставови. Заблуда или реалност. Важно е да се решат вообичаените заблуди за сатанизмот. Додека некои веруваат дека сатанистите се вклучени во криминални или насилни активности, главните сатанистички организации експлицитно го отфрлаат таквото однесување. Повеќето сатанисти ја гледаат нивната практика како легитимен религиозен или филозофски пат фокусиран на личниот развој и социјалната правда. Надвор од овие главни гранки, постојат разни други форми на сатанизам, како што е храмот на Сет, кој го нагласува самообожението и духовната еволуција. Секоја варијанта има своји уникатни доктрини и практики. Сатанизмот, како модерно религиозно движење, не е директно опфатен во древните религиозни текстови како Библијата или Куранот. Сепак, овие текстови содржат референци за сатаната и сродните концепти, кои подот снежните толкувања и културните контексти ги поврзаа со идејата за сатанизмот. Еве преглед за тоа како сатаната и сличните идеи се опишани во овие религиозни книги. А вие доколку сакате споделете ги вашите размислувања во коментарите подолу. Библијата. Стариот завет. Сатаната како противник. Во Стариот завет, сатаната се појавува како член на Божествениот совет кој ја оспорува праведноста на луѓето. Овде, Сатана делува како противник или обвинувач, испитувајќи ја верата и честноста на луѓето. Змијата во Еден. Во Битие, змијата што ја искушува Ева да јаде од забранетото овошје често се поврзува со сатаната во Битие 3. Овој чин се смета за воведување на гревот во светот. Нов завет. Сатаната како искушувач. Во Новиот завет, сатаната е прикажан како искушувач и измамник. Например, во Евангелијата сатаната го искушува Исус во пустината, нудејќи му ги сите царства на светот во замена за обожавање негово. Падот на Луцифер, во пасуси како Исеја и Езекијел, традиционално протолкувани од некои како опишување на падот на Луцифер, моќен ангел кој се побунил против Бог и бил исфрлен од небото, станувајќи сатана. Ѓаволот како противник на Бога,
книгата на Откровението ја опишува последната битка помеѓу Бога и сатаната, каде што сатаната на крајот е поразен и фрлен во огнено езеро. Куранот. Иблис како бунтовник. Во Куранот, сатаната се нарекува Иблис. Иблис е джин кој одби да му се поклони на Адам кога му заповедал Бог, поради гордост и ароганција. Како резултат на тоа, тој бил избркан од рајот, но му бил даден одмор до судниот ден. Сатаната како измамник. Иблис, сатаната е опишан како измамник и непријател на човештвото, чија цел е да ги одведе луѓето настрана од Божиот пат. Искушението и шепотењето. Иблис често се прикажува како шепоти зли предлози во срцата на луѓето, повикувајќи ги на грев и непослушност кон Бога. Други религиозни текстови. Еврејски текстови. Талмудот и Кабалата. Во еврејската литература, особено во талмудските и кабалистичките текстови, сатаната често се смета за Божји агент, чија улога е да ја тестира верата на поединци. Концептот на Језер Хара или злата склоност понекогаш е поврзан со влијанието на сатаната. Апокривни текстови. Во текстовите како книгата на Енох, сатаната е прикажан како водач на паднатите ангели кои се побуниле против Бога и донеле зло во светот. Христијански апокрифи. Книгата на Енох, овој текст, кој не е дел од канонската Библија, го опишува падот на чуварите, ангели кои се пареле со човечки жени и ги создале нефилите познати како джинови. Овие ангели, предводени од личности како Азазел и Самјаза, често се поврзуваат со сатанскиот бунт. Исламски хадис. Хадиска литература. Во хадисот, изреките и постапките на пророкот Мухамед, постојат бројни референци за Иблис и неговите обиди да ги заведе верниците. Различни хадиси ги опишуваат начините на кои сатаната се обидува да ги попречи секојдневните молитви, постот и другите ибадети. Заклучок. Како заклучок, препознавањето на сатанизмот вклучува разбирање на неговите различни форми, символи, ритуали и етички ставови. Канал Тампес ви благодари што ни се придруживте на ова патување. Ако ви се допадна ова видео, лајкнете и претплатете се, а Канал Тампес ви е благодарен за вашето одвоено драгоцено време. Канал Тампес ке се потруди да ви презентира во сите видеа концизни објаснувања и ефикасно да ви ги доставува клучните информации. Ако имате какви било прашања или сакате видео на некоја тема, оставете коментар подолу, а јас ке се потрудам најбргу што може да направам видео на таа тема што ќе ја побарате.